Почитувани, добродојдовте на местото каде што заедно растеме. Некои места ги паметиме по улиците, некои по зградите, но ние највредните ги паметиме по детскиот глас кој што се смее во нив. И ако постои нешто кое што вистински го мери напредокот на една заедница, тоа воопшто не е бројот на изградените згради, туку напротив, детските соништа кои што не останале нечуени. Детето е почетокот на секоја човечка епоха. Иако светот денеска брза кон економски индекси, кон технолошки иновации, кон глобални табели, сепак постои еден најрелевантен фактор и показател за вредноста и зрелоста на едно општество, а тоа се разбира е грижата кон детето. Во 1989 година Обединетите нации ја усвоија Конвенцијата за правата на детето, најратификуваниот меѓународен договор во историјата. И денес, 35 години подоцна, постојат деца во светот кои што живеат во услови кои што длабоко ја повредуваат сршта на самата декларација. Децата се сѐ уште невидливи во буџетите, неми во донесувањето на одлуките и незаштитени во секојдневието. Но не и овде. Тука, ние зборуваме за деца не како за статистичка бројка, туку за деца кои што се носители на сегашност, а не само на иднината. И токму поради тоа, ова место за растење не представува само символичен наслов, туку и морална определба. Завршната конференција се спроведува во рамките на проектот Место за растење општини посветени на децата. Проектот го спроведува првата детска амбасада во светот Мегеши и Центарот за семејно и детско згрижување КМОП Скопје. Целта, избиднувањето зашто сме овде на оваа конференција, главно се однесува на презентација на постигнатите резултати, како и разговор за идните четвори. Па во тој контекст, дали знаевте дека секоја инвестиција за децата, во раниот детски развој, се враќа со 7 до 13 долари за секој вложен долар според истражувањето на економскиот нобеловец Джеймс Хекман. Не знаев ни јас. Но тоа не е трошок, тоа е човечки капитал. Денес сме овде на оваа завршна конференција да покажеме дека во нашите општини се случува промена. Дека во Велес, во Виница, во Гостивар, во Дебар и во Скопје се појавуваат иницијативи, полиња каде што децата растат, но не само децата, туку и општествената свест. И тука, на оваа завршна конференција, не собираме само резултати. Ние ќе потпишеме заедно еден морален договор, дека секоја улица ќе стане патека кон безбедноста, а детето центарот во таа приказна. Дозволете ми да го заокружам овој вовед со мислата дека не постои поголема иницијатива од тоа да создадеш општина каде што детето не само што расте, туку и цвета. Натаму би сакала да ги повикам во ведните говори, односно Кристина Василевска, директорка на Центарот за семејно и детско згрижување КМОП Скопје, и Исак Месини, проектен координатор, првата детска амбасада во светот Мегеши, да ги се обратат со нивните воведни говори. Благодарам. Мислам дека нема да можам да те надминам, но ќе се потрудам од моја перспектива и од моје гледиште да дадам и еден воведен говор, нели, како дел од тимот кој што го спроведува проектот. Почитувани представници на општините Кисела Вода, Дебар, Виница, Велес и Гостивар, кои што бевте дел од нашиот проект, почитувани гости, партнери и пред се, драги деца и млади. Навистина ми е задоволство што сте тука денес и што бевте дел од оваа наша иницијатива Место за растење општини посветени на децата. Иницијатива која што изминативе 30 месеци заеднички не обедини во една единствена визија и заложби за креирање на подобри средини каде што децата и младите ќе растат и ќе се развиваат. Нашата заедничка посветеност што ја вложивме во оваа иницијатива за заштита и унапредување на правата на децата е само доказ дека имаме верба во иднина во која што децата и младите се слушнати, вреднувани и негувани во средини создадени за нивната благосостојба. Верувам дека заедно започнавме процес на долгорочна промена, што ќе остави трајна вредност за децата и за заедницата.
Со здружени сили, колективни напори, експертиза, креативност, започнавме едно патување за обликување на урбани простори кои им даваат приоритет на потребите, амбициите, среќата на нашите најмлади граѓани. Но искрено верувам дека ова е само почетокот и ова патување секако продолжува без разлика на завршувањето на проектот. Децата и младите слушно заслужуваат простор за растење и вистинска можност да учествуваат во процесите на одлучување. Преку оваа иницијатива и преку нашиот проект се стремевме да создадеме токму такви простори, каде што нивниот глас ќе биде слушнат, ценет и земен во предвид. Веруваме дека само со заеднички напори можеме да изградиме општини што се навистина погодни за децата, општини во кои тие ќе се чувствуваат безбедно, поддржано и вклучено. Всушност, вклучувањето на децата во локалното одлучување не е само етичко прашање, туку тоа представува неопходност за едно демократско општество. Станува збор за негување на одговорно граѓанство, уште од мали нозев, садувајќи кај нашите деца разбирање дека нивните мислења се важни и дека играат интегрална улога во обликување на нивната околина и политиките кои што всушност ги нив. Општините што се посветени на децата градат чувство на припадност, создаваат простори каде што децата не само што учат и играат, туку се чувствуваат безбедно, видено, вреднувано како дел од заедницата. Создавањето на поддржувачка средина, нели, градови и општини посветени на децата бара заеднички напори, партнерства, соработка, активна вклученост од сите нас, меѓутоа и од самите деца. Проектот Место за растење го понуди токму тоа. Ја даде можноста за поврзување, за размена и за градење на политики во интерес на децата. Секако напредувањето на правата на децата не би било возможно без да се земе предвид мислењето на децата, нивните перспективи и нивните искуства. Децата и младите всушност не се пасивни приматели на грижа и нега, туку тие се активни агенти во нивните животи, со право да учествуваат во одлуки кои што нив ги засегаат. А наша должност како возрастни или како институции е да им овозможиме простори, платформи каде што можат да се искажат слободно и да се изразат и да го споделат своето мислење. Ние возрастните треба да сме отворени за да ги слушнеме нивните мислења и активно да ги поттикнуваме децата да ги споделуваат со нас нивните потреби и проблеми што ги засегаат. Само на овај начин може да се постигнат резултати кои што се релевантни за децата и ќе доведат всушност на крај до креирање на услови во кои тие ќе живеат здрави, сигурни, среќни и поддржани. Ви благодарам многу, ви посакувам убав и пријатен ден и се надевам на плодна дискусија за време на денешната конференција. Почитувани деца и млади, почитувани представници на локалните самоуправи, пријатели. Јас започнав во првата детска амбасада Мегеши во март годинава, значи не толку одамна. Иако што е релативно краток период во кој сум ангажиран како проектен координатор, брзо разбрав дека станува збор за проект за каков досега немам видено. Не говорам исклучиво од аспект на резултатите кои ги видиме подоцна, кои што секако дека играат клучна улога. Зборувам за соработката и за хемијата која ја забележав уште од првиот момент помеѓу проектниот тим и државните органи. Од самиот почеток владееше една атмосфера на пријателство, на разбирање, на почит. Се така убаво обвиено во една безбедносна мрежа на професионализам и на искуство. Ова го истакнувам бидејќи го сметам како предуслов за резултатите кои што проектот ги има постигнато. Втората работа која што би сакал да ја акцентирам се всушност децата и младите кои што беа вклучени во овој проект. За жал немав прилика да бидам присутен на некои претходни активности каде нивното учество
Се уште има ехо низ просториите на Мегеши како еден неверојатен подвиг во активното граѓанство. Но за среќа и на моје задоволство, имав прилика да присуствувам, например на снимањето на подкасти со децата од 5 општини. Тоа беше искуство кое што не можам да ви опишам колку ме инспирираше. Слушајќи ги тие деца уште од рана возраст, како се запознаени со проблемите на локално ниво, подготвени на многу елоквентен начин да го кренат својот глас за промена и секако спремни да искажат пофални зборови каде што тоа е заслужено. Кога збориме за заслуги, сметам дека голема благодарност е должна и до КМОП Скопје за нивната посветеност и грижа заедно со нас за возможување на вистинска промена во начинот на кој детските права се разгледуваат на локално ниво. А вам, драги деца и млади, ви благодарам што ни инспирирате секојдневно. Овој проект е наменет за вас, за вие да можете да растете и да се развивате во општини кои се по ваша мерка. Не престанувате никогаш да се борите за вашите права, а низ целиот тој процес ќе можете да се подпрете на Мегеши како ваши сојузници. И благодарам. Зборувавме за визијата, го потврдивме моралот, но сега да видиме како таа визија заживеа. Да не зборуваме само за потенцијал, туку и за отпечаток. За тоа како место за растење стана дел од секојдневието на децата, но не само како декларација, туку и како едно животно искуство. Ќе погледнеме дел од највредните резултати од оваа иницијатива. Преку видеоклипови, преку зборовите на самите деца, преку подкасти, погледи на светот, преку слики што зборуваат повеќе од било кој пишан извештај. Во овие моменти нема да зборуваме ние. Ќе зборуваат тие. Ќе зборуваат децата. Ќе зборуваат нивните училишта, нивните улици, нивните општини, нивните домови, нивните сонови. Иако не можат, ќе зборуваат нивните очи, нивната насмевка, детската мудрост. Па да погледнеме. Општина има повеќе позитивни промени, а општината, локалната самоуправа стана поотворена за децата, за наставниците, за училиштата, градинките, јавните институции. Се вклучија повеќе советниците од Општинскиот совет во проектот, пројавија интерес и нивното вклучување беше од големо значење да слушнат автентично од самите деца што е тоа што им е потребно во самите општини и да го направат општините подобро место за растење за нив. Имавме еден во општина Велес еден процес во кој што меѓусебно ги споивме децата, ги споивме возрастните, но сега на една заедничка маса на која што се виде онаа равноправност меѓу нив, каде што секој можеше да го искаже она што го мисли, својата потреба да ја каже и она што веќе го каже, само ќе го потврдам, имаме и така што да слушнеме од децата. Аспекти кои ја слушам и përfshirje së fëmijëve në proceset e vendimmarrjes të temi është se idetë duhet të burojnë pikërisht nga fëmijët. Fëmijët e dinë shumë më mirë se ne se çfarë ata realisht duan, për çfarë ata realisht kanë nevojë. Le të fillojmë me gjërat më bazike, çfarë dëshirojnë të ndryshojnë në shkollën e tyre, çfarë dëshirojnë të ndryshojnë në komunitetin ku ata jetojnë, çfarë mund të bëjnë ata për mjedisi, sepse ne kemi parë se kemi fëmijë shumë të zgjuar, dhe kemi fëmijë të cilët kanë shumë ide. Dhe idetë e këtyre fëmijëve normalisht se neve na duan, do të thënë i bëjnë punën e komunës, i bëjnë punë të gjithë vendit për një të mirë, për një të ardhmen më të mirë, ne themi. Fëmijët janë vandëshime, ka është mirë, por janë edhe ardhmja. Mendoj se fëmijët ajo shpreha që është fëmijët nuk e njeh, fëmijët është e vërtetë që nuk e njeh, ata duhet thonë gjithmonë të vërtetën, nuk kanë prit, nuk kanë ndrojtje le themi, dhe mendoj se përfshirja e fëmijëve, pikërisht në proceset e vendimmarrjes, bën që ne të jemi një vend më i mirë. Një vend më i mirë fëmijët, po një vend më i mirë edhe për ne. Идеите и потребите треба да потекнуваат од децата, од младите.
кога вие на младиот човек ќе му дадете можност да учествува во процес на донесување на одлуки, тогаш тој станува главен стожер на она што значи инвентивност, креативност, инспирација за секого. Всушност ние да станеме посвесни колку се они свесни, колку се паметни, колку се интелигентни, колку се многу понапред од нас. Иако многу често ние знаеме да кажеме дека ние сме возрастни, они треба нас да нас слушаат, но треба да сватиме на крајот дека ние сме всушност рамноправни со нив. На останатите локални заедници, односно општини, кои што беа дел од овој проект, но и понатаму, кои што би требало да го преземат тоа како позитивен пример и да не консултираат и нас и вас како сето тоа да го спроведат и реализираат. И пред се можноста, втората работа што сакам да ја препорачам е да ги вклучат предучилишните установи. Деца да ги сакаат овие активности. И воопшто не се сомневам дали ќе ги спроведат. Значи, реков, ова е еден од проектите на кој што работам јас со деца. Они само треба да ги насочиш. Другото посебно, ако ги интересира, значи они се спремни да дадат максимумот. И најчесто ние не сме свесни што се крие каков квалитет во тие млади, на кои што најчесто не им даваме збор, посебно луѓето, сега да не бидам вулгарен, сомашни, кои што им е тешко да се спуштат на нивото нивно и да ги сослушаат. Сега може да ги погледнеме и кратките извадоци од подкастите. Овој подкаст не е обична дискусија. Ова е опит заедно да градиме, да проектираме и да поставиме темели на место каде што детето е консултирано кога нешто се променува во неговата средина. На општество каде што растење не значи да се биде само образован и хранет, туку и навистина слушнат, разбран и уважен. Младите можат да влијаат на промените преку младински организации, формирање на ниво на местни заедници. Така пред година време се формираше една ваква организација која што таму членуваат деца од средно и основно образование. За да повеќе се задоволат правата на децата, прво секој дете би сакало да биде среќно, односно да игра на безбедни и чисти места. Во градот Гостивар, во општината, има доста игралишта кои се постари, не се баш безбедни за игра, од кои некој дете можело да се повреди. Дали мислиш дека треба да имаме директен глас од луѓето кои што влијаат врз нас? Да, јас мислам дека треба да има, бидејќи сепак ние сме деца и треба да имаме свој глас и, например, можеме да влијаеме на реновирање на нашето училиште, бидејќи сепак учиме во него, на реновирање во паркови, бидејќи почесто да водиме ние децата во него и така. Шти да имаш во град? Според мене во парковите треба да има повеќе реквизити кои што се пристапни за деца и лица со попреченост, каде што ќе може да има поинклузивна игра и работа со децата. Би сакам многу повеќе отворени простори каде што ќе можеш со помош на својата имагинација или фудбал или друштвени игри да се играат на поголем отворен простор, да не биде се реквизити. Учеството на децата и младите во донесувањето одлуки, креирањето политики е клучно за општеството, затоа што при самото донесување важни политики и одлуки за општеството потребно анализирање на различни гледишта и перспективи,
особено некои кои не се толку слушнати, а и како се мисликате? Нашиот глас е битен затоа што преку него може да искажеме што мислиме и да кажеме што е важно и што ни е потребно. Детскиот глас постојано треба да се споменува и постојано деца треба да учествуваат во вакви проекти. Како е во реалност? Например, дали сте побарале да ви се оспорили што е некој недостаток во училиштето или нешто што сметате дека е важно за вас? Ние со стручната служба на училиштето и со директорот имаме аплицирано за спортска сала која ни е потребна, особено во зимните периоди кога надвор е ладно и часовите во физичко не може да се одржуваат како што се одржуваат во летните периоди, бидејќи ни е потребна спортска сала и исто така и за подобар раст и развој на деца. Така, каде ги одржувате часовите по физичко ете, кога, пример, во зимните услови? Во зимните услови најчесто ги одржуваме часовите по физичко во училишниот хол или кога не е толку многу ладно времето ги одржуваме надвор во училишниот двор, а исто така имаме за кошарка и за фудбал. Гласот на секој човек треба да се слушне, па така и на децата. Но децата имаат поеднаков вид на работите што возрастите го забораваат. Па ако не послушат, може би ќе донесат помови одлуки. А исто така сме сведоци на брзиот развој технологијата, кој ние децата го следиме тој цент и може полезно се справиме за подобро место живење со разни проекти. И нашата култура традиционални, возрастните донесуваат одлуки за децата, уште од најрана возраст, во градинките, а децата се навикнати да не се мешаат во семејни проблеми, бидејќи наводно возрастните знаат повеќе. И јас сметам дека за да се подобри тоа, не само да се слушне мислењето од мала возраст на децата, туку и од сега. Следното дечеваат за реформите на планификим локал и да само там дека информираат надлежно на комитетот култура. За реформи ведото дечеваат на планификим локал, сепсата е некоја шумерен сижна комитети. Јавот на портал на погледа портажна, сепсата е тоа луа и масоен, верите, на име да се дистиери, како машуари, да кушаме се ветато, да се чвари на воите портундер цикур, еда портундер телумту, кур за реформираат дечеваат, реформираат тијат njeve besim, за псеја на таарното водничите тара активијат и венди, да не се некому да джан зори на фамил, а ја трегон се респектонте дизантарите сај, па мал пари слушам га моша, за псе да джашо фамил, но кој што јашни джести буку, пора што да не е дрейт, да врте пора да конвертат е дрейта бито фамил, фамилката дрейта шпрајат лишум, за те ја пландиме. Чак ние што зборуваме вака, нели, доколку и во семејството тоа не се разговараат на тие теми, нели, ќе бидат бескорисни сите оние работилници, сите оние околу кои што бидаше през децата, доколку, например, не работиме со родителите, например, не мора ние, може некој повозрастен или возрастен со возрастен, или на некој јазик како што тие нели би се разбрале, за нели сепак детето треба да си го слуша родителот, не да го слуша што ќе му го кажат, така требало повеќе со родителите да се работи за однесувањето на нивните деца. Сите ние се наоѓаме во ситуации каде што самите како млади луѓе не можеме да научиме што е првото што треба да го направиме. Затоа сметам дека потребно е да се дадат сите ресурси, најпрво кај наставниците и професорите, за тие да можат доволно добро да ги разпознаат проблемите на децата, да може доволно добро да ги разпознаат и оние деца кои што се малку, да кажам, тргнати настрана, да може потивки, да може да ги разберат тие деца и да ги насочат на вистинскиот пат, а истовремено и оние деца кои што се погласни и ги мотивираат да бидат уште погласни. Јас мислам дека најважното од сите е дека секој дете треба да има право на да се искаже да го искаже тоа што го мисли и тоа да го каже слободно без некој притисок од возрастните. Детето му е потребно исто така да порасне во општество каде што ќе нема страх од тоа дали тоа ќе се врати дома безбедно, дали може би ќе биде нападнато од други луѓе или од може би улични кучиња.
детето нема страв за тоа да го искаже своето мислење, да се представи кој е, за да се не со нови другари, и каде што детето ќе може да има здраво тело, односно нема да му бидат продавани нели секакви различни отрови, секакви различни нелегални субстанции. Percent en dat zag, dat is het dat je gewoon het buiten pieken te bogladni strahimi, dat zie je doish na jdoladi, čem je to na jdoladi, to da goš na ti, da njerzi će školni na škola pa napolne taksi, a to pare će i prodorni per taksi, to kontriboni ne vevete ti bleni čebe ušćim da ulja. Јас би споделила и самата хигиена во градот, како и поголеми полициски санкции за возилата во градот, поради тоа што многу малолетници, многу деца без возачки из градот како и доаѓаат на училиште со автомобили. Доколку може на некој начин да се направат велосипедски патеки ќе биде добро. Знаме дека нема доволно простор, но да се импровизиран начин. Ние како младинци што сме веќе седнати тука и размислуваме, значи веќе сме на првиот чекор кон промена, така да со само до тоа испраќаме алармираме за една подобра иднина и за едно подобро утре. Не дека сега не е добро, меѓутоа секогаш може да биде подобро, а ние ветуваме дека ќе правиме се што можеме за да бидеме учесници во таа промена. Бевме благодарни што учествуваме на ваков подкаст и што ги искажуваме своите мисли и знаење за она што го мислиме. Се надевам дека со ова ќе им дадеме голем поттик на децата да учествуваат исто така и тие да изградат своји мислења во кои ќе бидат слушнати. Децата всушност не чекаат и живеат сега и одма и треба на таков начин да ги испрачиме своите потреби. Ама сите што не гледат. Одлично беше што се навративме на сите овие убави моменти. Сега следниот дел од нашата програма не носи токму на местото каде што треба да бидеме, детските права на дело во локалната заедница. Токму затоа, со особена чест, можам да ја повикам Марција Палота, task менеджер. Добре. И да отвориме всушност панел дискусијата, локална акција за детските права, каде што 4 млади говорници ќе зборуваат со особена храброст, искреност. Добро, првен ќе направиме една презентација на резултатите, Исак Мисини, а подоцна ќе продолжиме со панел дискусијата. Пред да започнем, мислам дека треба да дадем малце дополнителна поддршка на тоа што го видовме пред малку. Да би сакал да им кажеме децата уште еднаш огромно право и да ви кажам дека сите да ви кажам на сите дека бевте одлични, дека наистина ни беше голема привилегија да го слушаме вас и ви го сакам наистина се него во иднина. Ако може само презентацијата. Како што кажав претходно, јас станав неодамна дел од проектот, така што не бев тука за голем дел од неговите постигнувања. Меѓутоа, затоа е добро да се запишува, за да се има трага. Така што моје задоволството беше да седнам и да прочитам за се што има направено проектот досега и верувајте ми, морав во интерес на времето многу работи да изоставам, така што ова е краток осврт на дел од постигнувањата на проектот Место за растење во изминатите 29 месеци. Да се потсетиме, најпрвен со која цел всушност беше Место за растење концепирано. Општата цел на проектот е да се зајакнат заложбите на локалните власти за унапредување на правата на децата и учеството на децата во локалното планирање во 5 општини во Македонија, значи Виница, Дебар, Гостивар, Велес и Кисела Вода. Односно, практично,
Тоа подразбираше поддршка на општините во развивање и операционализација на клучни стратешки документи за унапредување на правата на децата врз основа на специфичните потреби, перспективи и очекувања на децата и секако обезбедување на ефективни алатки за следење на нивната имплементација. Но ако ме прашате мене, многу ми е поважна визијата со која проектот всушност започна. А тоа е етаблирање на систем кој има возможно на младите место на масата и засадување на темелите за општини во мерка на децата низ цела Македонија. А сега е време за еден плов, односно време плов. При конципирање на проектот беа поставени неколку специфични цели кои се однесуваат на визијата, односно на воспоставување на еден ефективен и холистичен систем сочинет од професионалци, од документи и алатки насочени кон подобрување на локалното планирање за унапредување на состојбите со детските права. Како што можете да забележите, станува збор за навистина обемен проект со широк диапазон на постигнувања, за кои секако дека сме ние горди и стоиме зад нив. Најпрвин станува збор за ад-хок конференција која се изреализира по повод 25 годишнината од оформувањето на институцијата на Народен правобранител. Наша чест е денеска да имаме и представник од институцијата. На конференцијата се потенцираше важноста локалните самоуправи да ги зајакнат своите заложби за унапредување на правата на децата и нивно учество во локалното планирање. Дополнително имаше излегување од Димитар Георгиев, кој е ученик од Средно училиште Ѓорги Димитров од Скопје, кој ја сподели перспективата на децата и младите и важноста на нивната вклученост во процесот на донесување одлуки на локално и национално ниво. Втората од двете меѓународни конференции беше создадено го твоето место за растење, каде водечки експерти, креатори на политики и застапници од Европа, кои се посветени на правата на децата, кои имаат долгогодишно искуство во локалното планирање за децата, промовираа инклузивни и поддржувачки средини за децата, овозможувајќи увид во знаењето, искуствата и најдобрите практики во спроведувањето на слични иницијативи за децата низ Европа. Може би мојот омилен слайд. Немојте да мислите дека мојата посвета на овој проект кон вас во овојниот мој говор беше празна флоскула. Како што гледате, значи 300 ваши соученици и сограѓани деца беа консултирани во 5 општини околу тоа како тие го доживуваат своето место за растење, што е тоа што им се допаѓа и што е тоа што можеби не им се допаѓа. Една од главните активности во проектот Место за растење беше формирање на општински панели за детски права во 5 општини. Овие панели воспоставија една постојана структура која ја промовира и практикува перспективата на детето во локалната самоуправа. Воспоставувањето на овие тела обезбеди структурирана и фокусирана работа на правата на децата, развој на локални стратегии и следење на нивното спроведување. Панелите се и ќе бидат клучни во обезбедувањето механизми каде гласот и потребите на детето ќе се слушаат и почитуваат. Успешно се одржува 5 локални конференции во 5 општини. Овие бројки и постигнати резултати се уште еден доказ за успешната соработка со сите општини, со образовниот кадар, со представниците од други организации и институции, како и сите млади и деца кои активно учествуваат. Овие конференции беа на еден начин прекурсор на локалните панели, бидејќи по конференциите се формира всушност општинските панели за кои што говорев претходно. Место за растење ја представи својата електронска библиотека, која нуди образовни ресурси и материјали дизајнирани за градени капацитети во рамките на проектот, како и релевантни материјали развиени од други извори. Таа е наменета за локалните власти, за образование